Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на емисијата Поента и секако на Радио Слободна Македонија, најдоброто радио во Република Македонија дефинитивно. Добродојдовте во уште еден редовен термин на мојата и ваша Поента, емисија во која секогаш се трудам да ги коментирам најзначајните теми и прашања што се дел од политиката, од правото, општеството во неделата што е измината. Емисија во која секогаш се трудам да изнесувам објективни информации за политичките и за правните состојби во Република Македонија, но секако и пошироко. Најнапред, пред да започнам со емисијата, дозволете ми на сите младенци да им го честитам денот, денес е нивен ден, и да им посекам навистина многу убавени и семена среќа во домот кој што туку го создале. Емисијата Поента не сакав да ја започнам со тема која што е поврзана со специјалното јавно обвинителство и со се што е во врска со работата на јавната обвинителка Катица Јанева, меѓутоа навистина денеска по она што го слушнавме на денешната пресконференција, човек не може да остане без коментар и без зборови. Иако сведоци сме дека изјавите на Катица Јанева речиси секогаш го оставаат човека без збор, меѓутоа навистина овој пат таа се надмина себе си. Фокусот на граѓанското внимание, меѓутоа и на граѓанскиот револт е ставен токму на незината изјава, каде што таа ги негира сите институции во Република Македонија, каде што вели дека сите институции, почнувајќи од собранието, владата, председателот на државата, Уставниот суд, за неа, замислете се, нелегитимни. Освен единствена институција која што е легитимна за господјата Катица Јанева е незиното специјално јавно обвинителство. Наводно, оваа изјава ја дава врз основа на она што представува нејзино проучување во рамките на предметот Титаник, каде што нејзи се покажало дека сите избори од 2011 година па наваму во Република Македонија биле нелегитимни и со тоа сите институции кои што се избрани од, например, нелегитимното собрание, не можеме да ги сметаме за легитимни, заборавајќи при тоа дека токму таа со незиниот тим е избрана во собранието на Република Македонија. Исто така, во незината изјава се слушна дека таа нема никаква намера да се појави пред собранието на Република Македонија, ниту пред Советот на јавни обвинители, да реферира за својот извештај, за извештајот за својата работа, и покрај тоа што во извештајот се нотирани едно чудо прашања кои произлегуваат, кои што се нејасни најнапред и нејасно објаснети во извештајот, меѓутоа и прашања на кои што јавноста има право да добие одговори. Ова е навистина правен и политички скандал пар екселанс. Ваквата низина изјава е врв на непочитување на уставот и на законите на Република Македонија, токму во онаа земја каде што господјата Катица Јанева живее, каде што работи и каде што, како што таа вели, треба да и понатака да живее и да работи, секако да ги почитува правниот, политичкиот и уставно правниот систем на Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна, можеме да евидентно се гледа дека таа не почитува и не признава никого. Од друга страна, интересно е дека бара сите да ја почитуваат и да соработуваат со неа, сите овие институции за кои што таа вели дека се нелегитимни, бара да ја почитуваат незе и со незе да соработуваат, сите да ја бидат ставени на располагање само и единствено на Катица Јанева, сите такви нелегитимни институции да ја носат информации на дотичната и нормално да ја бидат ставени на услуга 24/7.
Ова размислување, ако погледнете подлабоко, е навистина легитимно, меѓутоа само во главата на господја Катица Јанева и во ниту една друга разумна и логична глава. Толку за господјата. Во продолжение, навистина тема која што не само што се чини го осакати, би рекла, денот денешен, туку сериозно ќе остави последици врз демократијата и врз севкупното живење на европскиот континент. Не можеме да не ги спомнеме денешните терористички напади што се случија рано утрово на аеродромот во Брисел и на 2 метро станици, при што едната во близина на клучните објекти на Европската Унија, односно зградата на Европската комисија и Европскиот совет. Според последните неофицијални податоци од бриселската полиција, најмалку 34 лица го изгубија животот денеска, а најмалку 150 лица се ранети и се наоѓаат на лекарско опоравување. Во двата бомбашки напади на аеродромот станува збор за бомбаш самоубиец кој што ги извел истите, додека на метростаницата се работи за најверојатно фрлена бомба. Заради овие терористички напади зајакнати се безбедносните мерки на поголем дел од аеродромите во европските престолнини Лондон, Амстердам, Париз, а се стравува и од можни други напади како резултат на преземените мерки на белгиските полициски сили да го уапсат мозокот на париските терористички напади што се случија минатата година чином во ноември. Знаете познатиот терорист Салах Абдел-Слам. За тероризмот и неговата опасност по цивилизацијата и по човечките и по хуманите вредности зборував исто така во една од моите емисии, една од мојата емисија Поента пред неколку месеци, кога зборувавме за париските напади терористички и тогаш констатирав, меѓутоа и сега повторно ќе го повторам истиот став, дека тероризмот навистина е најголемото зло што му се заканува сериозно на човештвото и на целокупната цивилизација. Навистина, ако не се пронајде светско решение против тероризмот и ако не се обедини светот во борбата против тероризмот и радикалниот исламизам, кој го практикува тероризмот како начин на наметнување во светската политика, дефинитивно сите држави, без разлика на кој континент се наоѓаат, без разлика на религијата која практикуваат и на верата која што ја вероисповедаат, ќе бидат потенцијални жртви на овие налудничеви сценарија и налудничеви сили што сакаат единствено крв по улиците, посакуваат немир, меѓутоа првенствено посакуваат сеење на страв меѓу граѓаните, бидејќи стравот е всушност најголемата болка што човештвото може да ја има, и заради тоа мислам дека токму таа психолошка војна која што е преточена и со конкретни терористички напади е најголемата опасност што посебно го загрозува европскиот континент. Се надевам дека оваа потреба за изградба на една светска стратегија за заштита од тероризмот ќе биде сериозно разгледана од страна на надлежните институции на Унијата, меѓутоа и на Соединетите Американски држави, и конечно Европа, меѓутоа и сите останати континенти ќе излезат со решителни мерки за спречување на тероризмот или соодветно реагирање на терористичките акции, на сите оние кои што се мозоци на овие терористички акции, пронаоѓање на келиите каде што се обмислуваат овие активности и така натаму. Следната тема на која што сакам да посебно се осврнам во рамките на оваа емисија е секако настанот кој што се случи во неделата во спортската сала Јане Сандански во организација на партијата ВМРО ДПМНЕ. Во овие наредни минути до паузата ќе се осврнам на отчетот на владеачката партија за она што тимот
вклучен во реализацијата на проектите во рамките на владеачката партија го имаат сработено во изминатите 10 години на власт, но едновремено ќе се осврнам и на пристапот што оваа партија го демонстрира кон сите граѓани на Република Македонија, без разлика дали тие се нејзини членови, симпатизери и поддржувачи или станува збор за граѓани кои ја критикуваат нејзината работа. Имено ВМРО ДПМНЕ даде во неделата отчет за се она што го сработиле, најнапред што го ветиле, а потоа и што го сработиле во рамките на овие 10 години власт пред сите македонски граѓани, што самото по себе представува манифестирање на политичка почит, но и манифестирање на политичка одговорност и ценење на македонските граѓани, без разлика дали тие им ја дале поддршката ним или не. Отчетот што ВМРО ДПМНЕ го поднесе пред македонските граѓани се однесува и е наменет за она што ВМРО ДПМНЕ го има сработено за Република Македонија и за сите македонски граѓани. Повторно ќе кажам, без разлика дали тие ја поддржуваат оваа политичка партија или најсилно ја критикуваат или можеби едноставно не се политички ориентирани, односно воопшто биле абстиненти на изборите и не излегле на гласање. Што содржи отчетот, кој што е всушност едно од најквалитетните политички дела кои што ги имаме видано од осамостојувањето на Република Македонија до денес, се работи за една огромна публикација во која што се објаснети реализацијата на над 3500 проекти кои што биле ветени во изборната програма на сите во рамките на сите овие 10 години од страна на ВМРО ДПМНЕ и секако сите оние придобивки од сработеното кои што придобивки ги чувствуваат, повторно ќе кажам, сите македонски граѓани, бидејќи, например, изградените 74 нови и реконструираните 400 училишта не се инвестиции од кои полза имаат само гласачите на ВМРО ДПМНЕ или децата на гласачите на ВМРО ДПМНЕ, туку секако ова е од полза на сите македонски граѓани. Понатака, отворените 150.000 нови работни места, како еден од најголемите успеси на владеачката партија, не се само нови работни места за поддржувачите на оваа политичка партија, туку многу повеќе од тоа. Своје работно место најдоа и оние кои што можеби немаат никаква врска со ВМРО ДПМНЕ, едноставно најдоа сите оние македонски граѓани кои што се пријавиле на конкурсите, односно на огласите за вработување. Понатаму, отчетот содржи и низа сработени проекти во делот на инфраструктурата, во делот на изградбата на локални, регионални, магистрални патишта, што повторно е цел, односно проект кој што е сработен од општа јавна корист, односно по патиштата се возат сите граѓани на Република Македонија, а не само поддржувачите и членовите на ВМРО ДПМНЕ. Изградените и реконструирани над 510 километри регионална патна мрежа и над 700 километри локална патна мрежа, како што кажав, се во интерес на секој македонски граѓанин, од најмалиот до најстариот, но и на сите останати што ги користат овие мрежи, посебно кога станува збор за странски туристи, странски инвеститори или други лица кои што се поврзани со инвестициите и кои што едноставно имаат полза од овие брзи патишта кои што се изградени, кои што едноставно го подигнуваат квалитетот на сообраќајот, но и квалитетот на превозот на сите граѓани во Република Македонија. И тоа мора да се честита и за тоа мора јавно да се пофали владеачката партија, секако заедно со останатите партии во коалицијата која што е владеачка еве веќе 10 година. Инвестициите во инфраструктурата знаеме дека обезбедија работа за илјадници семејства во Република Македонија
чии што членови работат во секторот градежништво. Изградбата на трите магистрални патишта, односно на 3 автопати истовремено, е огромна градежна активност која што го раздвижува пазарот на трудот во Република Македонија, но и другите пазари што работат благодарение на градежната експанзија и корист од тоа нормално има цела држава. Тука се секако и регионалните и локални патишта што го леснуваат животот на стотици илјади наши сограѓани побрзо и побезбедно да стигнуваат до своите работни места, но и до своите живеалишта. Исто така, успесите кои што се нотирани во отчетот во делот на економијата се видливи и очигледни на сите, освен на оние кои што се навистина злонамерни и што било каква добра работа кој да е да направи, едноставно немаат душа, немаат срце да ја пофалат и да ја поздрават. Злонамерните и во принцип, јас ги велам несрекни луѓе, нема да ги опфатам во овој дел, каде што се спомнуваат позитивните исчекори во напредокот и развојот на државата и секако позитивните успеси на оваа власт, меѓутоа секако и на Република Македонија, бидејќи овие злонамерни несрекни лица секако наоѓаат свој патишта и своји канали да си ја испразнат својата негативна енергија, но секако тоа нема да го дозволам тука во мојата емисија. Затоа што за таква негативна енергија едноставно нема место во поента. Ке зборуваме само за позитивните резултати кои што се нотирани во отчетот и секој може да ги прочита, дури оние најзлонамерни и нормално најдобронамерни. Сите можат да ги прочитаат работите сместени во отчетот и навистина да се информираат што се оваа власт успеа да направи за овој временски период. Секако меѓу оние мерки кои што се вредни да бидат нотирани се намалените даноци кои што, како што слушнавме, се најниски во светот, или како што напишаа експертите кои што го подготвуваа делот за Македонија во Insiders, имаме најниски даноци на целата планета. Исто така, забележливо место во отчетот имаат и странските инвестиции кои отвараат нови работни места, кои создаваат добра, што повторно се во интерес на Република Македонија и на сите македонски граѓани. Во изминативе 10 години збирно во Република Македонија како странски инвестиции се вложени 2,6 милиарди евра и тоа во услови на голема светска економска и европска финансиска криза, но секако и во услови на сериозна политичка криза која што еве веќе година и половина буквално ја тресе Република Македонија. Она што е посебно за поздравување е дека странските инвестиции остануваат во Република Македонија и според она што го презентира во својот отчет представниците од владата, тие ќе го дуплираат својот обем на работа, но и бројот на вработени лица во нивните нови инвестициски активности во земјата, што секако ќе представува уште поголем исчекор во делот на намалувањето на невработеноста, стапката на невработеност и секако зголемување на економскиот развој на државата, што е во прилог на секој македонски граѓанин. Интересно беше да се слушна дека во отчетот дека економските зони кои што вкупно ги има 23 компании работат во економските зони во државата, активно работат и креираат нови работни места или вкупно 5300 работни места за македонските граѓани, што е секако вредно за почит, бидејќи токму од овие економски зони во иднина се очекува да бидат вистински двигател на македонската економија. Интересно е што беше кажано дека до крајот на годината планот на овие 23 компании странски инвестиции кои работат во слободните економски зони има да отворат уште дополнителни 1800 работни места, што значи дека вкупната бројка ќе достигне повеќе од 7000 македонски граѓани кои што ќе работат само во слободните зони, бројка која е навистина вредна за почит и респект. Тука мора да се споменат секако и субвенциите во земјоделството,
како и капиталните инвестиции кои што се даваат во водостопанството, бидејќи оваа година, како што беше речено, ќе почне градбата на браната Речани на Оризарска река со вкупна вредност од 40 милиони евра, како и браната Конско во Гевгелија, но исто така вредно за споменување изградбата на системот за наводнување во Полошко поле во вкупна вредност од околу 10 милиони евра. Тука ќе направиме мала пауза за реклами, останете со поента. Се враќаме повторно во студиото. Навистина во оваа емисија нема да можам да ги споменам сите проекти што оваа власт ги има ветено и реализирано, но секако вниманието ќе го фокусирам на она прашање кое што е врзано со промените што господинот Никола Груевски и неговиот тим од ВМРО ДПМН ги направи во делот на креирање на ново политичко лидерство во Република Македонија. На оваа тема веќе зборува во една од претходните емисии, така што не би сакала да ги повторувам тезите изнесени тогаш, бидејќи се евидентно е дека се истите тие тези, но секако би сакала да ја напоменам клучната разлика што постои помеѓу господинот Груевски од една страна и сите други политичари во земјата што се од другите политички партии од друга страна во однос на пристапот во политиката, но и начинот на кој што го води, односно го раководи тимот, својот тим во спроведувањето на целите кои што ги имаат зацртано оваа политичка партија во својата изборна и политичка програма. Разликата е навистина неспоредлива и би рекла разликата помеѓу лидерот на ВМРО ДПМН и останатите лидери е недостижна. Непобитен е фактот дека лидерот на ВМРО ДПМН од првиот ден на преземање на партијата и доаѓање на власт во земјата наметна еден сосема поинаков политички стил на водство, но и политичко лидерство од оние што ги практикуваат останатите македонски политичари. И можам веднаш да кажам дека тука морам да ставам една задршка во однос на мојот коментар, затоа што мислам дека голем број од македонските политичари и немаат конкретен стил на водство, односно немаат конкретен стил на политичко лидерство. Меѓутоа, добро е да го следат лидерството на Никола Груевски, едноставно се она што тој применува како принципи, како правила на политичко однесување, ако ништо друго барем да го следат и да го копираат во некоја смисла доколку сакаат да се занимаваат со политика, бидејќи е факт дека господинот Груевски наметна еден мощен, динамичен, отворен, активен и жив пристап што недостасуваше на македонската политичка сцена во времето пред, би рекла, тој да стане поактивен и да стане лидер на ВМРО ДПМН. Несомнено е дека ниту еден друг политичар, еве да кажеме и од опозицијата, но и од поранешната власт, нема таков пристап, нема такви техники, инструменти кои што фактички ќе се наметнат како политички лидерски способности и кои што ќе се вклучат или ќе се вклопат во концептот на современо политичко лидерство, такво како што можеме да видиме кај некои политичари активни во другите земји, посебно во Соединените Американски држави, Германија и некои други земји. Фактот дека политичкото лидерство значи да се направат, односно да вложуваш енергија, да вложуваш труд и посветеност со цел да направиш добри работи во политиката, работи кои што се во полза на граѓаните и во полза на државата. Оваа девиза која што очигледно е идеја водилка на работата на господинот Груевски е многу добро разработена, би рекла во детали, бидејќи тој навистина успеа да создаде една сосема поинаква политичка и лидерска приказна за земјата, различна и сосема иновативна од онаа која што, да кажеме, постоеше пред неговото доаѓање на власт. Господинот Груевски несомнено дека го има совладано новото политичко лидерство.
и го има сватено како збир на повеќе политички процеси кои што се поврзани со прашањето на добрата организација, но и добрата мобилизација на луѓе што знаат и што умеат да работат, но и мобилизација на ресурси, на економски и други ресурси кои што се ставени во функција на остварување на политичките цели, напредок на државата, развој на државата и секако добробит на земјата. Новиот стил на политичко лидерство, наметнат од страна на господинот Груевски, навистина зрачи со позитивна моќ, со позитивна енергија, но и со авторитет и легитимитет. И покрај тоа што легитимитетот постојано му се оспорува од страна на опозицијата, меѓутоа еве гледаме денеска од страна на специјалната обвинителка, на тоа е заради немоќта да се парира на оваа позитивна енергија која што очигледно ја поседува господинот Груевски. Едноставно тој лидерството го сваќа како создавање на формални и неформални коалиции на луѓе кои што знаат и умеат да работат по вертикално и хоризонтално ниво, кои имаат за цел или имаат за себе зацртана една идеја, а тоа е да се решаваат проблемите на граѓаните, да им се излезе во пресред на сите оние граѓани кои имаат мака и секако да успешно се пребродат сите предизвици во тој развој и во напредокот на заедницата, без разлика какви и да се тие предизвици. Квалитетот на господинот Груевски како политички лидер и секако неговото политичко лидерство се мери преку совладаните нови трендови во политичката комуникација со граѓаните, имено она што се демонстрираше во неделата како отчетност, всушност представува еден од таквите трендови во политичката комуникација со граѓаните, при што таа отчетност за сработеното е врв на политичката одговорност на секој политичар кој што сака да се занимава со политика и треба да биде, би рекла, водилка на секој политичар кој што сака да се занимава со оваа професија и треба да биде на високото прво место во приоритетите на политичарот. Меѓутоа, секако дека не секој политичар може да се мери, односно може да се носи со овие квалитети и со овие процеси кои што ги демонстрира господинот Груевски. Секако дека тука е многу важен и моментот на персонализација на лидерот, неговата професионална компетентност, секако неговите комуникацијски способности кои што видовме дека се на високо ниво, способноста да одржува добри, коректни политички релации и односи со сите, а посебно со своите политички конкуренти. Видовме голема доза, би рекла, на толерантност, но и на почитување на мислењето на другиот, способност да води диалог, што еминентно се поврзува со квалитетот на господинот Груевски, но и неговите лични карактеристики како лидер, како човек, неговото однесување во јавноста и секако, можеби најважно, способноста на лидерот да зрачи со доверба. Секој политички лидер мора да поседува голема професионална и комуникацијска способност, преку која всушност тој гради довербата кон граѓаните и кон другите чинители во политичкиот систем на земјата, а токму довербата е оној клучен, традиционален, но современ основ за градење на успешен политички лидер. Лидерите мора да се градат како индивидуи од доверба. Тоа господинот Груевски го има одлично совладано и не случајно според последното истражување на јавното мислење од страна на Институтот Павел Шатев, високи 52,3% од граѓаните се изјасниле дека би го избрале господинот Груевски за еден премиер на Република Македонија, наспроти 19,1% дадени за лидерот на СДСМ Заев. Следната тема на која што би сакала да се посветам, меѓутоа очигледно после рекламата и музичката номера, бидејќи тука мораме да направиме краток промоблок, ќе останеме, значи, да ви нема да ви ја кажувам сега, односно ќе останете со емисијата Поента, ќе слушнете после неколку минути. Следната тема на која што сакам навистина да ја посветам најголемо внимание во емисијата е поврзана со потребата од заштита на македонската нација и заштита на македонската држава
од разните видови и форми на натрапници и на негативни сили кои што навистина постојат во Република Македонија, кои што доаѓаат како од опозицијата, така и од одредени надворешни центри на моќ. Многу пати од страна на граѓаните ми се поставувани прашања: добро професорке, дали можеме некако да ја заштитиме македонската нација и држава од сите овие противуставни, противзаконски действувања, од политички притисоци, уцени, закани и така натаму. И секогаш одговорот на тие прашања ми е да, можеме. Постојат добри практики кои што може да се искористат од другите европски земји, како тоа го направиле другите, да го направиме и ние, но секако пред се нација е потребна политичка волја за такво справување со таквите проблеми. Токму затоа имам потреба да денеска ви презентирам едно искуство кое што е поврзано со Република Франција, како тие ја заштитуваат својата нација и го заштитуваат фундаменталните интереси на својата држава, особено по ноемвриските терористички напади кои што навистина го нападнаа територијалниот интегритет, меѓутоа и достоинството на француската нација. Европскиот континент веројатно како никогаш досега е соочен со сериозни безбедносни, сигурносни и политички предизвици, кои што гледаме дека ги ставаат на тест сите оние демократии кои што се инсталирани како уставни демократии и европските уставни одредби. Се чини дека ниту една европска држава не е поштедена, не е имуна од процесите на внатрешно политичко и безбедносно дестабилизирање. Ниту една европска земја не е поштедена ниту од внатрешното преиспитување дали и колку секоја од нив е способна ефикасно да се справува, например, со предизвиците како што е мигрантската криза, со економско-финансиските нарушувања во платежните системи и финансиските текови, например, со повредата на националниот суверенитет на сметка на експанзијата на некои супранационални категории и поими и така натаму. Овие, но и слични процеси секојдневно ги држат во живот дилемите дали и колку постојните устави во европските земји, вклучително и во Република Македонија, имаат капацитет да одговорат на предизвиците, но и едновремено да ги заштитат своите граѓани од негативните ефекти што предизвиците несомнено ги носат. Секогаш се поставуваат дилеми и прашања дали и колку постојните устави имаат сила да ги заштитат, да ги превенираат последиците од неочекуваните напади врз уставната демократија, како што е, да кажеме, неочекуваниот напад од опозицијата врз нашиот уставен поредок, кој што се случи пред година и половина. Но и секако дали уставите ги институционализираат одговорите, дали нудат одговори на причините поради кои што се врши атак врз уставно-политичките системи во конкретните земји. Имено како што спомнав, посилните и разорни по интегритетот и достоинството на нацијата терористички напади кои што се случија во Франција, Франција презеде, би рекла, конкретни политички и правни чекори во насока на справување со последиците од овие грозоморни акти. Презеде конкретни чекори кон засилување на уставната рамка или уставните одредби за заштита на интересите на нацијата. Председателот Оланд кон крајот на минатата година ја објави намерата за промена на уставот на Франција во делот на прогласувањето на вонредна состојба во земјата. Оправдувањето на ваквиот чекор од негова страна беше на некој начин потврдено и од страна на францускиот председател на владата, кој во неколку наврати до сега има споменато дека борбата за поголема ефективност и ефикасност во заштитата на француските граѓани против тероризмот мора да биде заедничка цел на секоја политичка партија во Франција, без разлика дали таа доаѓа или дали се работи за партија по опозиција и од власт, и дека оваа заложба мора да биде надпартиска цел, ако се очекува од неа да биде ефикасна. Оваа борба вклучува обврска за објавување на националната вистина, дека заканата против стабилноста и мирот во Франција не била никогаш поголема од тоа што е денес, и дека Франција е навистина соочена со класична војна
за одбрана на земјата од тероризмот, од джихадизмот и од радикалниот ислам. Оваа практично отворена војна против тероризмот бара одговорна и ефикасна акција на властите, како што сметаат француските власти, но и силна уставна и законска рамка за заштита на правата и слободите на граѓаните. Потребата од вакви уставни измени и прилагодување со новонастанатата опасност по безбедноста и сигурноста на нацијата ја натера француската влада да предложи мерки за справување со актуелната состојба. И токму по тој повод и денеска се води седница на Сенатот на францускиот парламент, кој треба да го изгласа во, би рекла, последна варијанта, оној уставен закон кој што французите или француската влада го промовираше на 10 февруари 2016 година. Имено, знаеме дека Долниот дом на Француското национално собрание го усвои уставниот закон, а токму денеска на 22 март требаше да одлучува и Горниот дом на Француското собрание. Не знам каква е одлуката, иако сметам дека французите се буквално обединети околу идејата за носење на уставен закон за заштита на нацијата, бидејќи на секому му е јасно дека тоа мора да биде организиран напор, организирано политичко здружување со цел одбрана на виталните интереси на нацијата, но и виталните интереси на француската држава. Согласно овој уставен закон за заштита на нацијата, законодавецот ќе има можност да направи измени во законот за државјанство, во кој ќе биде вклучено и правото да му се одземе француското државјанство на секој оној кој што ќе биде фатен или ќе биде осуден дека сторил казниви дела против државата и против нацијата. Против секој француски граѓанин кој ќе биде правосилно осуден дека сторил казниви дела против нацијата и против државата, може да биде поведена постапка за одземање на државјанството. Причините за одземање на француското државјанство ќе бидат во корелација со постојното решение во граѓанскиот законник, кој ги санкционира сите оние граѓански поведенија кога се тие против граѓанската лојалност кон државата и граѓанската лојалност кон нацијата. Граѓанскиот законник и сега, како што и кривичниот законник на Франција, ги санкционира сите оние лица кои што се осудени за действија насочени против фундаменталните интереси на нацијата. Меѓутоа, уставниот закон за заштита на нацијата би рекла ќе направи уште подетално разработување на можноста за одземање на француското државјанство, но она што е новина е одземање на сите оние права кои произлегуваат од француското државјанство, што е интересна би рекла практика која што може да се размисли и за наши околности, односно за политичката состојба или надминување на политичката криза и во Република Македонија. Санкцијата има за цел да ги санкционира фактички сите оние лица кои учествуваат или помагаат на разни терористички групи, или, например, доколку се осудени на казниви дела кои што се насочени против јавната администрација, или доколку се работи за действија против националната служба, вклучително и работа во интерес на странски држави, во интерес на странски влади, соработка со странски разузнавачки служби во корист на кодошење на сопствената држава, преземање на действија кои што се некомпатибилни со интересите на француската нација и секако сторување на сите оние казниви дела кои не се од интерес на француската држава. Предлогот кој што е содржан во овој уставен закон е да се внесе нов член во Уставот на Република Франција, кој што ќе има за цел поконкретно утврдување прво кога се воведува вонредна состојба во државата, кој одлучува за нејзино воведување и во кој случај истата стапува на сила. Исто така интересно е што за оваа вонредна состојба може да биде прогласена на цела територија или само на дел од територијата на Франција, а одлуката за тоа ќе ја објави Советот на министри во случај на зголемена опасност по јавниот поредок или во случај на појава на настани што може да предизвикаат сериозно нарушување на јавната безбедност. Ако вонредната состојба трае повеќе од 12 дена, незиното продолжување може да се уреди само со закон.
Интересно е што со дополнително прецизираната вонредна состојба во Уставот на Франција ќе се донесе и нов закон кој што ќе ги конкретизира административните мерки како одговор на опасноста, односно на настаните што ја предизвикуваат вонредната состојба, и овие мерки ќе треба да бидат нормално под целосна контрола и изрекувани од страна на највисокиот административен суд во земјата. Како што стојат работите во моментот, одземањето, односно ускратувањето на француското државјанство е регулирано и со францускиот граѓански законник. Во францускиот граѓански законник се прави разлика, например, меѓу терминот губење на државјанство и од друга страна одземање на државјанството. Имено во членот 23, каде што се зборува за губење на државјанството, се регулира прашањето на доброволно и недоброволно губење на државјанството, како и неговиот опсег. При тоа, зависно од посебностите на случаите, се вели во граѓанскиот законник, одземањето, односно ускратувањето на француското државјанство може да се примени само на лица кои станале француски државјани по основ на раѓање, но граѓанскиот законник вели дека француското државјанство може да му биде одземено само на лице кој има двојно или тројно државјанство, но не е лице кое што му е единствено француското државјанство, односно заради тоа да не остане апатрид, кој што согласно Конвенцијата на Обединетите нации едноставно се оди во насока на тоа да има се помал број на луѓе кои што се без државјанство, се со цел да имаат можност да се ги заштитуваат своите слободи и права. Но она што е ново во овој уставен закон за нацијата е тоа што сега може да му се одземе француско државенство и на лице кое што нема друго државенство освен француското, доколку нормално е поврзан со казниви дела, доколку вршел казниви дела кои што се против државата и против нацијата. Овде правиме мала пауза за реклами и нормално станете со последниот блок од емисијата Поента. Еве ги накусо елементите кои што ги опфаќа Уставниот закон за заштита на нацијата. Во делот на персоналниот опсег на Уставниот закон, јасно е дека секој лице кое има француско државјанство, без разлика како е добиено тоа државјанство, дали по основ на раѓање или по натурализација, ќе биде предмет на разгледување или ќе биде опфатен со овој Уставен закон. Лицето мора, при тоа важно е да се напомене дека Уставниот закон ќе се однесува само на оние лица кои што, како што реков, се правосилно осудени за казниви дела што се сериозна повреда што се сметаат за сериозна повреда на нацијата, при што за да се изрече мерката одземање на државјанство мора да постои правосилна и извршна судска пресуда во која што судот во сите инстанции ќе процени дека се навистина станува збор за лице кое што работело против интересите на француската нација. При тоа интересно е што не е точно дефинирано што се ќе се смета за сериозна повреда на нацијата, но најверојатно ќе се оди на оние формулации кои што се врзани со кривичниот законник, кој што ги дефинира казнивите дела против државата, а тоа е, како што кажав, учество во тероризам, велепредавство, шпионажа, секако финансирање на терористички групи, сопствено учество во терористички напади, но и соработка со странски разузнавачки служби, кодошење на сопствената држава заради одредени материјални или други видови на интереси и така натаму. Интересно е што премиерот на Франција при образлагање на идејата за воведување на ваков уставен закон за заштита на нацијата подвлече дека за ова дело, односно за одземање на државјанство, ќе се одлучува само во ситуации кога станува збор за лица кои што сториле најсериозни казниви дела, кои може да ја оправдаат мерката одземање на државјанство, во кој што исто така ги спомна и активностите врзани со злосторничко здружување во криминални групи, кои што остваруваат активности насочени во насока на повреда на нацијата и на државните интереси.
ефектите на одземање на државјанството, но и втората алтернативна мерка која што се предвидува во уставниот закон, а тоа е одземање на права, конкретен тип на права кои произлегуваат од државјанството, дополнително ќе може да се проценат во текот на периодот кој што следи, бидејќи фактот дека голем дел од мнозинството француски граѓани се поддржувачи на оваа мерка на одземање на државјанство, а посебно се заинтересирани за одземање на дел од правата кои произлегуваат од државјанството како алтернативна мерка. Например, тие лица да немаат право на глас, тие лица да не можат да бидат гласани, односно да не можат да бидат избирани на јавни функции како носители на јавни овластувања. Понатака и некои други политички права, слободи на здружување и така натаму да можат да им бидат одземени на овие лица. Интересно е што значи дека ускратувањето на правата кои произлегуваат од државјанството може да се однесуваат само на лицето кое што е правосилно и извршно осудено, не може да се однесуваат на лица кои што се од потесното семејство на тој поединец, например брачен другар или некое пошироко деца или некое пошироко семејство, член од семејството, при што законодавецот ќе може да одлучи дали самото одземање на државјанството или одземањето на права кои произлегуваат од државјанството ќе остане во надлежност на извршната власт или ќе прерасне во една така наречена комплементарна санкција која што ќе биде администрирана од страна на судот во рамки на една судска постапка за проценка на сторувањата на казнивите дела со кои што се прави сериозна повреда на интересите на нацијата. Зошто е важно ова искуство на Република Франција за Република Македонија и зошто толку време посветив на емисијата со цел да го објаснам ова искуство? Затоа што сме сведоци дека Република Македонија во неколку наврати до сега е соочена со учество на македонски државјани во преземање на терористички активности и действија кои што се насочени против интегритетот и против суверенитетот на Република Македонија. Република Македонија може многу лесно да идентификува неколку поединци и групи за кои во судска постапка може да се докаже дека работеле или работат против интересите на македонската нација и македонските граѓани и дека за таа цел дури соработувале или се уште соработуваат со странски разузнавачки служби. Иако нашиот кривичен законник ги има предвидено овие казниви дела како или санкционирани дела од страна на државата, сепак неминовно е да се разгледа потребата од посилна уставна заштита против овие национални предавници и би рекла оваа потреба е евидентно поголема, посебно во периодов кој што го изминавме, а кој што фактички ги искусивме, би рекла, сите негативни ефекти во процесот на дестабилизација на државата, поврзани со злоупотреба на политички позиции од страна на одредени поединци во Република Македонија, но и секако одредени групи кои што се инсталирани во институциите на системот и која искористиле својата позиција со цел да злоупотребат одредени службени овластувања. Секако ова поголема уставна заштита и работа која што, како што кажав, е барана и од страна на самите македонски граѓани, кои што се искрено загрижени за опстанокот и иднината на македонската нација и на македонската држава. Од тука политичките и правните искуства на другите земји несомнено треба да ја отворат дебатата за потребата од внесување на нови уставни механизми и во Република Македонија, потребата од поефикасно и посилно справување со националните предизвици и предавници е, би рекла, дојдена до точка на вриење. Па токму заради тоа треба да се актуализираат и одредени искуства кои ги користат други земји, а кои секако дека треба да се употребат и во Република Македонија. Интересно е што кога францускиот премиер го предлагаше овој уставен закон пред францускиот парламент, тој посебно ги посочи, како што кажав, действијата што ќе се сметаат за директна повреда на нацијата. Овие действија секако дека треба да бидат нотирани во Република Македонија и
истите тие треба да ја оправдаат мерката од земање на македонско државјанство, бидејќи и сето тоа нормално треба да биде предвидено во Уставот на Република Македонија, бидејќи мислам дека со вакви предавници не може едноставно да се игра на поинаков начин, отколку со правни механизми да се заштити нацијата и националните интереси на државата. Ме опоменуваат од режијата дека мора да се одјавиме. Останува уште толку време да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 22 март 2016 година. Ви посакувам убаво попладне и секако останете ми со здравје до наредниот вторник во истиот редовен термин од 17 до 18 часот. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живеење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.